Има луѓе што сме ги сретнале или не сме ги сретнале никогаш. Луѓе за кои забораваме дека постојат или постоеле, па сепак живеат со нас како лично доживување. По она што го оставиле зад себе, што пак нема да ја избегне судбината на се што е човечко. Минливост и заборав, иако дел е од нас и вчера, и денес, и утре. Ова ќе го речеме за човекот што го сретнавме еднаш и никогаш можеби друг пат, а го знаеме подобро од било кој друг. Човекот што го препознаваме по песната, по свирката. Данчо Рунтевски, легенда на малешевската песна. Човек во години. Човек чија животна сила исчезнала можеби уште кога почнува да ја губи од својот вид светлината на белиот ден. Сега не може и не свири. Сега не пее. Се обидува, но тешко. А во себе, во своите сеќавања, се уште јасно ги носи прекрасните зелени пейсажи, боите на светлите утра и зајди сонцето за дридието на Туртела, каде раснел и живеел допред само неколку години. Каде сам учел уште од дете, како она што го обкружува да го преточи во песна. И не само тоа, туку и сите чувства, копнежи, радости и таги на луѓето со кои контактирал, создавајќи несвесно цел еден репертоар на песни што се пееле тогаш и што останале како наше заедничко богатство, на кое јасно му ги знаеме и корените и творецот. Sam 83. Не мога. Немам кондиција веќе. Рате немам, душа немам. Најдеме и такова нездравје одишна операција и годините се накрпија и операцијата и почнал сам од 10 години прво со сворче, со секој инструмент што ми е дошел в рацете, не е куртулисал од мен. Сворче, гајда, тамбура и на последка виолина. Свирих, с виолина свирих, може да има, да не
околу 10 години, додека се снабде со скането. Ако се снабдих с кането, јас се научи за 2 дена с него да свири. Од 2 дена можеше да игра на него. Јас толку сватах брже. Кој те учеше да свириш? Никој. Сам. Това си, мога да реча, като што викава дарба си това. Талент. Талент си имам. Имам си и таква си питома мелодија. Има Србето така вика. Вика, добро певаш, али глас ти не валја. Са има некој грло, силно вика да си запишеш ушите, ама гласо не му аре. Това е. У мен не беше така. Јас и да е лоша песната, јас ќе и наддам. Ние знаеме и турски, и малешевски, и српски, и од војната сме запавнили бугарски, се ние свирихме. Поеме имаме добар певач ние. Ја Бико го вика Ване на оне, како го вика, на Драги Биковски баш дед, он поеше. А имаше добри виолинджии имаше. И се приклучија кон мен, тие растури се, они беа постари. Растури се нијната банда и се приклучија старите кон мен. Јас бев и братце имах и они свиреа. Значи постои музикално се постои тројца братца и одехме. Ние и тоа што поеше 4 и 2 виолинджии од Чиплаковци, на Киро Чиплаковци, едино беше баша, едино чичак. Киро Чиплаковци го знаеш, а? Зете на Методи Шуман. И они свира и добро свира. Не само това, ние бехме и мајсторе малку. Ние си поправяхме инструментите да ни точно свират и силно. Да не чуе и цало Берово се збираше на реката, ама ние това не нас задоволуваше. Да не чуе и најкрајниот човек што свирим и што поем. Такова беше мерак со смерак свиреме ние. Нето го поречаваме од Словенија. Од тамо, како се викаше тоа, словенски град. Од Лубљана. А виолините имаше и тука, секаде имаше, од ние ги набавјаме. Ама ние беме мајсторе, ние бе преправяме. Ние ќе преправим виолината, колку има глас, още 2 пат повеќе да свири, да одим. Ние си работеме това. Тогај беше така. Не беше кај сад да седи свето. Ние дојдем на свадба, а се живееме в Туртела тие музичарето што бевме. Дојдем на свадба, завршим свадбата, тогај се 3 дена караше свадба. Од сабота вечер до понеделник се завршува. Од кој одведеш невестата на вода и се заврши свадбата. Ама ние утрото од свадбата од шефтевно трчееме на Туртела да работим. Стока чуваме, сејанини, косенини, се е такова, се работа земоделска, тогај до насана. Работим цела недела. Ако сме погодени на друга свадба, дојдем па на свадбата, па свирим, па идем да работим. Се така, никој не учил, ни сме тренирали ние. Ние си самоучка работа. Е така. Ама сите имаме горе-доле павнење, а мога да речем, моето беше највеќе да не се фала, оти јас бих се напред со това. Ти го носеше оркестарот, вика со оркестар на Данчо Рунтес. Јас се оние по мене, не оти, не се знаали, знае. Скрнето свира 40. И понапред свирих
свиолина одих, комбинираме се некој свиолина, некој такова, идем па направим свадба. Ама се бех си јас напред, макар бе малечо, ама си јас напред, јас имах слух, јас имах вештина за свирење и се јас напред карах. После од скрнето кога свириме, па си јас напред си водех групата, оние се спомен, неоти не се знали, знаа сите песните, и се слагаа. Одих во Скопје на Малешевската вечер. Там сам одил, в Шип сам одил на свадба. И Струмичко поле сме одили по селата на свадби. И Малешевијата туа се додека има Певчово, Негрево, тие села, секаде свире. Колку години овците пасех и бос одех низ Стрнишето. Па нека сам имал 9 па 10, не повеќе не сам имал. Свирих со свиолина, свирих со овците, да се чудеа свето со смен, па си овците ношческа и свири. Јас си свири, јас имах павнење, јас. Оттам ја чуа од Ридо дека се свири туа, еднаш, два пати, три пати. Јас се засвирувам. Има многу стари песни кои още маќе ми и од баба ми, ама изумрели се и забореме и напокон други засвиряеме, да има која ме подсети, па ќе ми текне и па ќе, ама ме подсети, јас не мога да сета веќе. А ние си имаме после наши песни невестата на венчање, невестата од венчање, невестата која се наводи, кога водим кум, кога одим по пате с невестата башка свирчи, кога се наводи, кога се изводи, тоа си имаме ние се башка свирчи, песни, и се песни ние, и свирчи и песни. Тога и беше многу работа, ние частна работа работеме, косење, жнање, такви работи, стока чуваме, немаш време за се тренираш дома со това. Никакво писано, никакво песна ние не сме преписали. Се е така, ка си ја чуем и се караме ние. Маго е скорашна, таа е измислена тукашна. Таа е пешчовска песна. Маго, вика, не оди по сокаци низ Пехчово, вика, ќе те фанат кол живите, ќе те фанат, ќе те срамат, вика, ќе ти врзат бели раци наопако. Таа после, каја чуа, има такова звук за свирење и за појање, каја чуа и после за накарување, тоа, ајде, маго свирете. Која, Данчовото оро или е песна? Оро е тоа. Оро е. Тоа го свирих тука на една свадба, пред одбор. Още
Ние бееме куп свирачето тогава. И дојде од Ратево невестата, доведовме и тука пред одборо игра и на мен ми дојде на акал таа песна. Орој, не песна. И ја зачвирих една жена, изводеше. Таа жена и многу убаво играше. Многу пати се сишчам, кај гледах, кај игра и кај свирех, и викам и ја Оро, ја таква напета жена, не многу стара, и да ти е мерак да ги свириш, такова Оро направи, а тогај го засвирих тоа Оро и го завикаа Данчовото тоа. Данчовото, до едно време го Данчовото, после сега го вика Малешеското. Малешеското и сега го слушам од Скопје го свират. И го вика го Малешеското и го свират.
музика што нема по свето, јас като музичар, јас се ценя. И најмаленката грешка, јас ја преценя. Или убаво, или лошо. Ама нашата музика не е равна никад. Таквие са и тие што ја учат музиката, и музикантите се убави, и грешка нема. Значи през бивша Југославија ваше свиреме српски песни, свирили сме на офицери, свирили сме по кафенетата српски песни, многу знаеме ние. И ора, и песни, оти, ние през српско свиреме. И многу песни знаеме српски. После и бугарски научивме. Моле некаде и грчка, некаде и руска. Чуваме, и да засвири. Имаше човечи туа, баш на Марко Марковски жив ли, а жената му жива ли? Она ние свирихме една руска песна, она не се накаруваше да ми свирите таа. И си плащаше она, че ни плати да ја свирим руската песна. Таа беше така. Девојче е на пазар одило, девојче е на пазар одило, пазарја, пазарја, пазар милојанеја, пазарја, пазарје, пазар милојанеја. Малај доне падом, падом, војска на Стамбул. Така беше таа песна. Вика, свинче, вика, купувала, пари не давала. И таа се не накаруваше Марковата невеста да ја свири. Абе знаеме и грчи. Доле под Гуменџи има едно дрво, тя иска да го приказва. Има едно дрво јафорово, на дрвото има един грко бесен, на гради му има книга залепена. На книгата писа кој го обесил, зашто го обесил. И таа беше па грчка поехме. Собираме се, там беше големо, това туртеле беше голема такова насрба. В малко место 20 колибите. Това беше като цел. И ние бяхме музикантите там, в тия колиби. От 2 колиби бяхме ние. Свиреше Гогечи Плакости, Методичи Плакости, моят брат Джеро, Глигорчо, Методи, тия братча, редни стамбурини, троица братча одеме да свири. А јас го бев като малечок, да се јас свирих с устата като кърне, да се сбираше цяло Бирово, да играя там на Риго. Матене го крстија, викаа го матенето. А јас свирих да се превараат, че доат там од цяло Берово се избира и моми и редење и че доа јас сам Вишнавов, че още е там и свира с устата. И вика, дојди тоа, вика, свири на мен, свири на мен, свири на мен, да изводи он. Празник, пъно е там. От отдавна, кога съм се пекнал, съм по музиката. Сега најдеме и такова недрави. Одигна операција, ама не од операцијата оти това. Може да посвира още некоја година. Ама нема изумреа ми тие старите музичари. И после образувахме помлади. Васко Рунтешки, Чиро Рунтешки, Гарагане това с хармоника, ама на мен това не пасува вече. Јас ми омрзна това оти. Не мога вече аз да ја уча. И не прифата. Не прифата. Гледаме оти, нема павнење и се откажах јас
И после ка мене иде такова, па не здравие, и се мана начисто, па и годините си накрпија. И реклија съм си јас па, јас музиката тука кога слушам, многу ми е мила. Од сам бил јас такова. Од сам бил во музика. Мило ми е многу. И па, още сакато на стари години, и во тие времења сегашно изова војни това, онова, повеќе се бава така со политика нешто, дека се што се дешава, да кажеме, и ни Србија, и пононам по Европа, и по Азија, и по Африка, и секаде по Америка. Така искам да чувам што се работи. А веќе за музика јас не мога. Музиката нема граници, дедо Данчо. Не мога веќе да свирам, немам кондиција. Са да мога да го подеса като јас кога сам свирил. Па ќе засвира да ме чуваш. Ама са не може. Писка това е инструмент. Не е това туку да гребнеш до дрвото и да засвириш. Треба да го подесиш това. И јас са нека свири Мишо, а пушти са това да видиш кај е свирело това кад не. Ама са не че. Не че са. Това да знае да думата да ти каже колко е свирело, последен път свириш кафенето кога осветило ни. Мишо брани. Кога осветија кафенето, на освето свири, мака ми, искам, само немам веќе кондиција. Јас искам да свира така како што треба. А јас веќе гледам, не мога така. Се е до време. Ние приправиме се. И дупчиме, развртеме од горе до доле, и тоа го, ка се слага по виолините, направиме го. И виолините одлипи из чичката, направија прегребија, направија да се гледа през неја, а напокон одима гласоче 2 пати толку. Ние само не отидеме музичаре и четкачи беме. Мајстор. Поправяме си ние това алато. Ние не одеме така да свирим. Леки викам оти, нема ли сме ние време така, слободно време да свирим? Многа имаме многу работа. Од свадба на свадба, секој гледа да дое од кај нас се замине, ако нема, сме погодени на друга свадба, така, иначе секој од кај нас се замине да види дали сме погодени или не. Секој иска, има на ново каши, што сам свирел по 3 синове. Гавечу Чурси го знаеш, а? Синовето му знаеш, Ванко, тие оне дека он беше даскал. Неговите синове и Гаве така викаше. Ти моите синове ќе жениш сите, още Ванко која жени не. Ти и така си биде до краја синовето му жени. И други такве имаше многу. Мераклија човек беше многу, кога свирехме там на синовето, он имаше като авлијица пред кашчи, свири моро, ќе излезе на прагова и ќе викне од там. Бе Данчо,
Нищо не беше. Само мераклия човек беше. Я давам и мама, нема кой, нема мераклия. Вика, а така човеците, старите. Вика, от бух сокол, а от сокол бух, вика. Сега не оти така. Едно нема да се яви по този мерак да остане по мен. И ни песна, ни свирка, ни на нищо мерак да не. Само моя веща. Cosa per si scude,